Бидејќи сум последна и многу ми е тешко да седам на едно место подолго време и слушајќи го цело време зборот молк ми дојде на крајот да кажам па доста беше молк. Ние сме тука денес да посведочиме за молкот во сите сегменти на општеството, да го документираме за да идните генерации читаат што се случуваше во Македонија, но и да му ставиме крај на тој молк. Секако, моето излагање е инспирирано и од духот на шарената револуција и ќе биде обоено во моето зборување, нели, и од тој аспект, бидејќи јас денес сум тука да зборувам за граѓанскиот сектор кој што го истрпи безчестието од страна на овој режим, манифестирано со создавање на карикатурални структури како пандани на релевантните граѓански организации и другите граѓански движења или граѓанското општество во целина. Но, за да можам да ја направам она разлика помеѓу граѓанските организации и граѓанските чинители кои што се автентични, ве молам зборот автентичен да не се злоупотребува понатаму, морам да се вратам назад малку низ историјата и да се потсетиме како тоа се развиваше граѓанското општество во Македонија, граѓанскиот сектор, невладините организации, за да дојдеме до ова што денес го правиме секој ден на улиците на Скопје. Протестирам шарената револуција. Имено, во Република Македонија, граѓанското наспроти владиното започна да се развива во почетокот на 90-тите години, кога земјата ја стекна својата независност и се стремеше кон развивање на култура на плурализам и демократија, во која рамка започнаа да функционираат и невладините организации. Во таа смисла, обидите околу создавањето на македонскиот граѓански сектор истовремено представуваше и обид за градење на политичка култура која ќе биде иманентна на новиот систем или системот на демократско уредување. Секако, како централни субјекти во градењето на културата на разбирање на човековите права и толеранција на различностите, се јавија граѓанските организации кои во различни области на човековите права пружаа нивна заштита, но имаа и едукативна улога. Дополнително, со првите изблици на автократското владење на овој режим и сериозните кршења на човековите права во земјата започнаа да се обликуваат и првите граѓански движења и иницијативи кои ги зацртаа почетоците на граѓанскиот активизам. Тоа беше случајот со протестите на Архибригада или првите спротивставувања на идејата за проектот Скопје 2014 и понатаму протестите поврзани со убиството на Мартин Нешковски во 2011 година и граѓанската неформална иницијатива Стоп за полициската бруталност. На оваа практика на грасрут организирање на граѓаните во различни иницијативи и по различни поводи се надоврза и граѓанската иницијатива Аман. Но, секако, новата ера во градењето на македонската политичка култура ја зацртаа студентскиот и професорскиот пленум, после што овој процес спонтано се заокружи со актуелното движење на отпорот или протестирам. Имајќи го предвид македонскиот случај и неговата развојна линија, неспорно е дека присутноста на невладините организации во процесот на градењето на граѓанското општество е од суштинско значење за консолидацијата на демократијата во Македонија. Ова особено од причина што оние граѓански организации, чиј кредибилитет произлегува од довербата на граѓаните во нивната работа, представуваат и своевидни контролни механизми во македонското општество и имаат сугерирачка улога во либералната демократија. Токму оваа констатација представува основен мотив за актуелната политичка офанзива против граѓанските организации и граѓанското општество, артикулирано преку актуелниот хибриден владеачки систем во Македонија. Имено, автократскиот систем, организиран и одржуван од страна на ВМРО ДПМНЕ,
по линија на илибералното владење, кое продуцира кршење на демократијата, има експлицитен став и цел кога станува збор за граѓанското општество и невладините организации. Со веќе познатиот манир на вулгаризирање на постоечките релевантни чинители во граѓанското општество се воспоставија своевидни пандани на граѓански организации и движења со една единствена цел – поништување на улогата што ја има граѓанскиот сектор. При тоа, нарацијата во прокламирањето на нивните цели и идеи како суштина на нивното постоење се движи во насока на прогласување на чинителите во релевантното невладино функционирање за политички непријатели и закана по македонското органско единство. Карактеристично за овие така наречени спасители на земјата од мафијашката мрежа на Соросови невладини организации е креирањето на така наречени црни листи на предавници и непријатели на македонската држава и припадници на странски служби, пракса неодамно забележана и во Хрватска. Во Република Македонија нивниот доминантен креатор е секако медиумскиот одработувач на власта Миленко Неделковски. Меѓутоа, оваа пракса не се заснова само и единствено на прокламации за предавство, туку и на сериозен говор на омраза со повикување на насилство, досега се уште не санкциониран. Секако, оваа феноменологија го доби својот најсериозен облик со формирањето на иницијативи и здруженија на граѓани со фиктивни форми на политичко дејствување, емпириски и теоретски веќе забележани во режимите со недемократско владење. Така, современата теорија, ваквите пандани на граѓански организации ги нарекува фанго или фейк, лажни невладини граѓански организации или гонго, владини невладини граѓански организации и кванго, квази невладини граѓански организации. Ваквите фиктивни граѓански организации, иницијативи и движења всушност се воспоставуваат и дејствуваат во моменти кога токму релевантните чинители во граѓанското општество дејствуваат за прашања поврзани со правата и слободите на граѓаните. На 28 март 2009 година Јанко Илковски повика на отворен судир со архибригада, прв протест како реакција на проектот Скопје 2014. Односно, ги повика оние христијански и демохристијански групи кои го организираа насилниот контрапротест на тој ден. Тоа беше првиот организиран контрапротест, дотогаш како форма познат само во српското општество за време на владењето на Слободан Милошевиќ. Асоцијативно делување, директно инструирано од владачкиот центар на моќ. Во периодот потоа беа формирани неименувани женски граѓански организации кои реагираа на голотијата на скулптурата Прометеј, некаква дотогаш непозната граѓанска иницијатива за заштита на ликот и делото на борците за Македонија реагираше на колумната Операција Француски клуч на професорот Љубомир Фрчковски. И по тој повод и по повод на таа колумна организираше и неколку јавни настани. Сепак, најагресивното квази здружување на граѓаните, а повторно во врска со објект предвиден во проектот Скопје 2014 е така нареченото неформално здружение Веритас, кое бараше стопирање на изградбата на црквата Свети Елена и Константин. Она што може да го заокружи впечатокот на примери на кванго, значи квази здружувања, е проектот Скопје 2014. Имено, со овој проект се поврзува и онаа контроверзна ставка од буџетот на Република Македонија за 2015 година од 5,56 милиони евра, кои владата ги доделува на фиктивни невладини организации, а кои според познавачите се средства наменети за потребите на проектот Скопје 2014. Одличен пример за овие квази невладини е секако примерот со Институтот Павел Шатев, за кој не постојат никакви официјални и лесно достапни информации за неговата локација, предмет на работа, надлежности, тим, што всушност еклатантно го покажува начинот на нивното функционирање, односно нефункционирање или функционирање по наредба од страна на власта.
Во последната година, во истата таа квази дикција на невладино здружување функционира и ГДОМ, која инаку представува паралелен, но и суштински спротивен модел на действување на граѓаните за Македонија. ГДОМ мощне транспарентно ја покажува својата наклонетост кон владеачката групација, ги поддржува доминантните партиски интереси на владеачката ВМРО ДПМН и промовира партиски поединци, а истовремено има и длабоко испреплетени интереси, бидејќи припадниците на ГДОМ се носители на официјални јавни функции. Нема да ги именувам за да не им даваме големо значење. Зборувајќи за нивното функционирање, природно се забележува разликата во вредностите на кои гордо се повикуваат, а немаат никаква допирна точка со хуманата димензија на действување на граѓанските движења на отпорот кои се борат за слобода, правда и еднаквост. Обидите за замолчување на граѓанското општество со креирањето на овие квази структури и покрај тоа што се помогнати директно од центрите на моќ, а со тоа и медиумите кои работат под покровителство на власта, не можеа и нема да ја постигнат целта. Автентичниот и безкомпромисниот порив на слободно мислечките граѓани и нивниот крик за ослободување од оваа криминална власт представува моќ на која ниту една лажна и релативизирачка структура не може да и се спротивстави. Нема правда, нема мир.